почитувам премиери и представници на владата. Денес имам 3 прашања. Првите 2 за Министерството за здравство и третото за премиерот. Во однос на првото прашање, додека СДСМ беа опозиција, ветуваат дека кога ќе бидат на власт, ќе направат посебен фонд за лекување во странство. Што е со проектот за приватно јавно здравство, кој што го најавувавте, и зошто не ги прикажавте јавно резултатите од физибилити студиите, кои што ги изготвивте и кои што се платени од народни пари? Како и кога мислите да ја спроведете ова ваша замисла, кога јавно дел од пратениците на мнозинството се изјаснија дека ќе гласаат против оваа ваша идеја? Дали со таков проект секој здравствен осигуреник ќе може навреме да ја добие потребната здравствена помош? После неуспешниот обид за така нареченото приватно јавно партнерство во болницата Филип II, каде пред време беше планиран буџет за детска кардиохирургија, и како сега тој истиот се исплаќа кога во споменатата болница не постои детски хирург? И што е со сите здравствени работници, вклучително и педиатри и медицински сестри, кои што напуштија од јавното здравство и сега немаат можност да се вратат во истото? Нели на тој начин губи државата и секој здравствен осигуреник? Повеќе таквите услуги нема да му бидат достапни под фондот. Каде ќе работат сега тие истите? Ќе останат во приватните болници, а ќе останат недостапни за пациентите. Второто прашање би го започнал со еден мал вовет. Ветувавте подобро здравство за сите. Европската комисија во својот извештај напиша, цитирам: "Нема напредок во здравјето на потрошувачите. Повеќе од 1/3 од здравствените услуги се плаќаат приватно, што е индикација за квалитетот во здравството и создава социјални разлики." Како мислите да го подобрите здравствениот систем, кога пред само неполна една година јавно на билбордите имаше написи "Бесплатно болничко лекување за сите" или од типот исто на билбордите "За влез во Европската Унија за поквалитетни вакцини"? Подобро здравство, а немате реализирано ниту еден проект од вашата програма. Нема плата за докторите од 100.000 денари. Нема подобрување на системот Мој термин, напротив, матичните лекари не можат да закажат преглед кај специјалист. Не ги укинавте економските директори. Ниту еден специјалист не е пратен на едукација. Напротив, психолог, повторувам, психолог, предава предмет психијатрија на клиниката во Штип. Психијатрија, за да биде психијатар, треба да има завршено медицински студии и специјализација психијатрија. Психолог е високо образование со 4 степен, а предава психијатрија. Ветувавте електронски рецепт, а воведувате рачно пишување во здравствена книжка. За прв пат се воведува при издавање на лекарски рецепт лична карта. Дали е тоа законски и во која друга држава постои такво нешто? Со нашиот издаден рецепт можевме да подигнеме лек во соседна Бугарија, во соседна Грција или Германија. Сега кај нас, од лекар кој што се заколнал на Хипократова заклетва, му се бара лична карта за да му биде издаден лекот. Во ниту една држава не постои такво нешто.
ќе проширувавте позитивната листа на лекови барем еднаш годишно. Тоа е од вашата програма. А уште нема формирано комисија за позитивна листа. Последниот лек кој што е воведен на позитивна листа е од 2015 година, лекот Клопидогрел. Камо ли пак да внесете нови лекови на позитивната листа? Зошто нема барем една вагиналета на товар на фондот за жените? Ветувавте во првите 6 месеци дека барем еден орален контрацептив ќе оди на позитивната листа. Сите овие ветувања беа во вашите први 6 месеци. И прашањето, кој ќе превземе одговорност за инфицираните 10 пациенти со хепатитис С во клиничката болница Штип на оделот за ортопедија? Вие сте професор по хирургија и знаете што значи тоа. Нешто што не враќа векови наназад. Новостекнатата болест хепатитис С по интрахоспитален пат во коморбидитет со болеста за која биле хоспитализирани, фрактура или слично, драстично го намалува процентот на успешност на излекување, а згоре на тоа 30% од таквите пациенти во првите 5 години добиваат хепатоцелуларен карцином. Кој ќе сноси оваа одговорност? Кој ќе преземе одговорност? Третото прашање до премиерот, нормално, очекувано за општина Струмица. Конечно, нема да ве прашам за проектите кои што беа во вашата програма како градоначалник, а не ги реализиравте. Почнувајќи од првата страна на вашата програма, проектот 3.33.000. Нема нови 3 индустријски зони, нема 30 фабрики, не 30, нема ниту една нова фабрика во Струмица. Ова ви беше проект. А каде се овие 3000 вработувања кај што ги ветивте? Нема да ве прашам ниту за ветениот затворен пазар, ниту за ветениот затворен базен. Нема да ве прашам за изградба на домот за стари лица. Нема да ве прашам ниту за жичарата, ветена во вашата програма, која што требаше да оди до Цареви кули. Тогаш топката ја префрловте во владата на ВМРО, но сега, од позиција на премиер, на кого ќе префрлите топката? 3 години вие сте премиер и имате локална власт во Струмица. Заедно со вашите 3 мандати, тоа се 16 години владење во општина Струмица. И ќе ве прашам, нешто што е од круцијално значење за секој жител на Струмица. Кога ќе влеземе во 21 век? Кога сите населени места во Струмица ќе добијат водоводна и канализациона мрежа? Искрено очекував од позиција на премиер ова да го решите прво, бидејќи знаете со што се соочуваше општина Струмица и ова мораше да ви биде приоритет. Зборуваме дека во општина Струмица во сите населени места нема вода за пиење. И сакам да ми одговорите конкретно дали до крајот на мандатот ќе биде пуштена во употреба новото крило од болницата. Ветувавте во вашата програма пред неполна една година дека ќе биде завршено до 2019 година. Премиере, не знам дали сте биле во болницата во последно време. Не дај Боже да треба да одите, но како премиер кој што потекнува од Струмица, предпоставувам дека знаете дека една година лифтот во болницата во Струмица не работи. Дека една година ангиографот во Струмица не работи. Зборуваме за една година. Дека немате купено ниту едно ново болничко возило, а на ден се врши по 3-4 транспорти до Скопје. Најчесто и без кислородна боца, да не зборувам за новороденчињата кај што директно работам, дека да најдеш инкубатор или кислородна маска е нешто што
е далеко од Ви благодарам. замисливо. Се надевам дека ќе ми дадете конкретни одговори, без да ми посочувате што се е направено, бидејќи граѓаните Благодарам. тоа го знаат, но бараат одговор кога Струмица ќе влезе во 21 век. Ако Македонија влезе во Европската унија, Струмица во 21 век сега моли да влезе. Ви благодарам, пратеникот